Во Реонски центар во аеродром, на празната локација што требаше да биде наменета за паркинг, како што тврдат тамошните жители, сепак никнува зграда. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор не одстапува од намерата да изгради планираната зграда на последната слободна парцела меѓу веќе изградените згради во Реонски центар аеродром. Граѓаните бараат државата да се откаже од градба и слободната парцела да биде паркинг, но од акционерското друштво укажуваат дека тоа не им е исплатливо. Доколку не се пристапи кон градба на споменатиот стамбен објект, согласно утврдените рокови во споменатото одобрение, друштвото ќе се соочи со претрпување на значителна финансиска штета, изјави за Макфакс Кристијан Трајковски, директор на акционерското друштво. Тој нагласува дека изградбата на стамбениот објект во Реонски центар аеродром е согласно правосилното одобрение за градење од 9 ноември 2016 година, издадено од општина аеродром согласно важечките прописи на постоечкиот детален урбанистички план донесен во јуни 2009 година. Од општина аеродром пак, уште во април годинава, по низата реакции во јавноста, информираат дека одобрението за градба за таа локација е дадено на 9 ноември 2016 година, а комуналиите се платени пред тоа, и дека градоначалникот Златко Марин веќе остварил средба со граѓаните од овој дел на населбата и ги информирал дека самата општина нема ингеренции да ја стопира градбата. Значи, општина аеродром не е инвеститор на таа зграда, АДСДП е или поранешно ПУИК, стамбеното предпријатие инвеститор на таа зграда. Одобрението за градба е дадено пред скоро 2 години. Во 2016 година платени се комунали и тука веќе завршуваат ингеренциите на општината околу тој објект. Договор единствено може да направи предпријатието за стамбен делен простор заедно со инвеститорот што ја гради таа зграда. Градилиштето за оваа зграда беше оградено во март годинава, кога жителите од околните објекти уште еднаш ги активираа старите барања на парцелата да не се гради зграда, туку да се изгради паркинг.